Поздрав, почитувани. Моето име е Митко Керемитчиев, долгогодишен соработник на компанијата SSS Learning Center. Пред да остварам оваа соработка со оваа компанија, имам работено за големи интернационални компании или имам соработувано со брендови како што се Ригли и целокупното семејство на нивни брендови, Алајдомек, Балентинс Фиски и сродните брендови, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Johnson Wax, Philips и редица други брендови. Целото тоа практично искуство ми помага денеска да со успех да изведувам обуки и во соработка со компанијата SSS Learning, со кој што соработката трае веќе 7 години, имам изведувано обуки претежно од продажен карактер, сите обуки кои што се од продажни вештини, техники, напредни и основни модули и се она што е поврзано со продажбата. Преговарање, комуникацијски вештини, исто така редица обуки кои што се во релација со менеджмент и лидершип. Значи се она што е soft skills, се она што може да биде одредена провокација за кај луѓето, посетителите на обуката, да предизвика провокација за лична промена и зголемување на ефективноста во работењето. Се гледаме на некоја од обуките. А колку што знам, јас сум првиот надворешен тренер на SSS Learning Center. Досега имам во мојата тренерска кариера, не во мојата практична кариера како менеджер, одржано преку 400 обуки. Значи, не ме прашувате за точен број, не знам, само знам дека е надминат прагот од 400. Понекогаш HR менеджерите се подложени на притисок од нивниот генерален менеджмент, ајде така да речеме, каде што, например, има неоправдани очекувања дека е потребна промена веднаш, а резултати веднаш. Во бројните избори што ги имавме во Македонија во минатиот период, ми се чини дека дури имаше еден таков политички слоган, резултати веднаш. Се разбира, тоа не е возможно. Исто како што не е возможно со завршен факултет со обезбедена диплома веднаш да станете ефективен на работно место. Допрва следи периодот на некаква и корпоративна едукација и пазарна едукација за да можете да станете и поефективен и поефикасен. Продажбата и продажно ориентираните или продажно базираните обуки се најбараните. Едноставно, можете да имате супер производ, нели? Освен ако не ја аутсорсирате продажбата, морате да имате и продажба на тој производ, за да можете да имате влијание на пазарот, за да можете да имате успех, позиција, стабилна и така натаму или некакво непредување на истата. Имате ситуација каде што супер теренски комерцијалист ќе го претворите во менаџер и ќе добиете лош менаџер. Сте изгубиле добар комерцијалист, сте добиле лош менаџер. Okay? Значи, компанија за која што го давам епитетот мој најголем учител, компанија која што ми изградила како менаџер е компанијата Ригли. Таму постоеше еден многу интересен случај каде што една прилично карактеристична обука која што не беше оперативна. Значи, се работеше за обука која што работеше на промена на свеста на луѓето. Прво ја помина топ менеджментот, почнувајќи од доминантниот собственик на компанијата, вклучително со сите подпредседатели на компанијата, па после тоа истата таа, бидејќи не се работеше за оперативно техничко знаење, туку за обука за промена на свеста, повторувам, се спушти до најниските ешалони на извршители. И тоа предизвика големи промени, голема, меѓу другото, на крајот од криштата, бидејќи тоа е целта, промена на вредноста на компанијата. И таа компанија пред неколку години беше аквирирана од еден друг голем играч во секторот на храна, Марс, Мастерфудс. Okay? И се работи за сделка која што на крајот вредеше 23 милиарди долари, што е фасцинантно. Тие кои што ги продадува акциите, меѓу другото и заради тоа што отидоа така, со обуки топ-даун. Okay? Меѓу другото влијае на тоа да денеска бидат малце со подлабок джеп. Во добар дел од обуките кои што јас ги држам, широко е портфолиото, меѓутоа на некој начин мојата специализација оди кон продажба и продажно ориентирани сродни, значи теми. Започнувам со исцртување на профилот на оној на кој што се однесува таа обука. Во случајов продажен менаџер, значи раководител или супервизор на сектор продажба или на еден дел од продажниот департмент. С оглед на тоа дека
не може за време на тренингот да се предизвика трансформација. Трансформацијата е процес, не е настан. Okay? И јас, не сакајќи да се исперам од некаква одговорност како тренер, го кажувам ова. Значи, Галилео своје време рекол, никого ништо не можеш да научиш, единствено можеш да му помогнеш да го открие тоа во себе. После помината обука, одреден дел на луѓето, значи, настанал некаков процес на будење на некаква ново ниво на некаква свест и започнуваат, можеби, процес на собствена доедукација, стануваат проактивни во тоа не само да го надграат знаењето или информација, нивото на информации кои што ги стекнале за време на обуката, значи само инициативно дополнително го зголемат нивото на информации, меѓутоа многу побитно од се е да го применат она што било презентирано за време на обуката. Исто така не е никаква тајна дека комуникацијата е основа на секој деловен процес. Како и да се вика, што е да е името и презимето и личната карта на деловниот процес во себе вклучува комуникација. Ретки се обуките кои што јас ги држам, а во почетниот модул да не се задржам на комуникацијата. Значи од основни, релативно ниско ниво на основни информации за комуникацијата до идентификација и колку што имаме време експлоатација на критични информации за тоа колку е нагласена специфичната тежина на комуникацијата во деловниот процес на кој што се однесува обуката. Бидејќи зборуваме за менеджмент, претпоставам дека не постои човек тука што не знае дефиницијата за менеджмент, значи комбинација од активности кои што вклучуваат планирање, организација, водење и тука комуникацијата веројатно има критичен момент. Секогаш имаме добри примери на каде што комбинацијата помеѓу менеджмент и лидерство секој во својот сегмент доаѓа до израз. Значи, веројатно, добрите менеджери кои што истовремено и добри лидери се многу позитивен пример. Меѓутоа не мора секојаш тоа да бидат синоними. Уствари не се синоними и понекогаш имаме добар оперативен менеджер кој што не е лидер. Можеби некој од членот на неговиот тим кој што он го раководи е поголем лидер. Некој кој што ќе внесе ентузијазам, кој што ќе му даде печат на денот, кој што ќе повлече на тоа, ајде после, не знам, работа да отидеме на пијачка, ајде заедно на викенд, ајде фудбал ќе одиграме со таа и таа организација и така натаму и така натаму. Не постои рецепт за мотивација на вработените. Не постои механизам, не постои рецептура која што може да се примени и да кажеш во мојата организација моите вработени се мотивирани. Колку сакате играјте си со материјални или нематеријални фактори на мотивација. Јас ќе ја потврдам тезата која што беше наметната денеска, дека нематеријалните фактори, особено денеска, претежнуваат во однос на материјалните. И покрај тоа што ако излеземе тука и направиме анкета во првата улица, кој ќе препоставиме едно единствено прашање, што е битно за човек да биде мотивиран на работно место, огромен дел ќе кажат плата. Ама тоа е на површината од нашата свест. Се работеше, значи, за една државна институција, каде што темата на обуката беше лидерство, okay? И јас ја поставив тезата дека нематеријалните фактори на мотивација се со повисока специфична тежина од материјалните. И конзументите на обуката, учесниците на обуката се поделија, се поларизираше целата група. На тие кои што викаат, нема врска, дај бате пари, ја ќе бидам хепи. Okay? И на таквите кои што викаат, не, човекот е во право. И кога се наоѓав, што се вика, на крстопат, кој пат да го одберам за да го канализирам после процесот на дискусија, се јави една присутна во таа обука и вели, можам ли јас со пример да кажам, без да го изнесувам своето мислење, примерот ќе претежне во оваа или во онаа насока. Вели, пред отприлike половина година се бараше од таа институција да направи пилот проект за нешто што требаше допрва да се одлучи дали ќе се имплементира во пракса. Отапред ни беше кажано на таа, значи, речи си класичен project менеджмент, значи од различни сектори склопен тим со еден проектен менеджер кој што на некој начин ја олеснува целата работа
И однапред им било кажано дека нема да добијат никаков надомест за прековремено време. За прековременна работа. Дека нема екстра бонус да добијат заради тоа што покрај својот редовни работни обврски ќе работат плюс нешто друго. Меѓутоа, се успеало во тој проект да се издигне она што се нарекува учество во проект кој што треба да донесе позитивни промени. Значи, се издигнало на ниво на некакво мисионерство, ако сакате. И не само што било тоа, например, не само што било исполнето како рок во кој што треба тоа да биде направено, него атмосферата во кој што тие состаноци, тие сеанси, тие размени, не знам, вакви онакви брифинзи биле направени, било за пример. Речи си како да го правеле тоа од хоби. Без никаков материјален надомест. И сега, што како тренер, кој што наметнал одредена теза и слушателите се поларизирале про ет контра, што човек да каже? Викам, јас на ова не би додал никаков коментар. Само викам, барам дозвола од вас ова да го презентирам таму каде што ваква теза постои. Значи, било проблематично се направи модел на градување. И тој модел на градување во старт предизвикува повторно поларизирани реакции. Некој вели, кај беше до сега со тоа? Дај да се работи, да се продава, да се дели бонус, ова, она. Некој во старт, така наречени геймбрейкери, ќе рече, нема врска, ова не може да функционира во стварност. Одма, зид, блокада. Okay? Дали биле такви или дали биле онакви, дули најмотивираните. А најмотивираните во најголем број случаи се како чкорчиња. Брзо ќе се запалат и брзо ќе изгаснат. Затоа е умешност во тимот да имаш и чкорче, ама да имаш и некој балван кој ќе прифати огинот и ќе го одржува. Тоа е умешноста, меѓу другото, на организирање на добар тим. Низ лично искуство сум се уверил тоа дека моделот на наградување има исклучително краток рок на траење. Отприлike 3-4 месеца. После тоа, колку е да е тој материјално базиран, паѓа резултатот на нивото пред воведувањето на моделот. И затоа, низ лично искуство сум склон да тврдам и да се борам за тоа дека нематеријалните фактори на наградување се појаки од материјалните.